Јас сум Гаврил Михаилов Полевски, роден во град Берово. Произлегувам од фамилија побожна, од дедо Евтим и баба Мита Полевски. Татко ми се вика Михаил, а мајка ми Елисавета. Роден сум на 14 октомври 1930 година. Моите родители пред мене се имали две деца, машко и женско, но на жал децата наскоро умират. И некој си човек од Берово рекол на татко ми дека децата на кумо не му си идат и за това да го смени кумо. А па татко ми, бидејќи верен човек бил, кум ми е бил поп Димитар Чиплаковски, свештеник. И татко ми рекол дека јас кумот не го мена, него ако ми Бог даде да ми се роди за напреде машко дете, ако има глас, ќе го дам да служи на црквата, нека изучи за свештеник. Но во това време, откако заврших средно ниже образование, се упишав у гимназија, бидејќи немаше никаде богословија. Завршив 6 клас гимназија и откако разбрав дека е отворена богословија во Призрен, напуштив 6 клас гимназија и писав писмо до богословијата дали ќе бида примен за ученик. Нагласив дека имам 6 клас гимназија, во кој клас ќе бида примен. Тие ми одговорија без разлика да имаш и 8 клас, мора од почетокот, бидејќи основата ако не е позната, без пајде е другото. Се запиша, значи, во богословија и 1948 година, а завршив 1952 година. Во богословијата бех прв македонски богослов. Немаше други од Македонија, прв бев јас. Едни ме викаа шиптар, други ме викаа бугарин, трети ме викаа македонец. Но јас бех по душа мирен и со никого не се замерив. Ректорот на богословијата слушаше тие зборови од другарите и ме повикна и ме рече: Гаврило, немој да се секираш, ние сме пред Бога сите еднакви. Пред Бога нема ни србин, нема ни бугарин, нема ни грк, нема ни било која друга вера. Пред Бога сме, значи, сите еднакви. Немој за тоа се нервираш. Ако ти некој пребаци од учениците, да дојдеш да ми кажеш. Јас мада ми пребацуваше, никој го не наклеветих, така да едно поверење стекнав према него и ме многу милуваше тој човек. По завршавањето на богословијата отидох во војска. Служех војник, отслужих една година ученички рок, се вратив, значи, од таму, после се оженив за сегашната ми сопруга Зора Чучурска, која има завршено економско средно училиште. И бех 5-6 месеци без работа, бидејќи немаме ние македонците владика кој да ме запопи. Во това време имаше една монахиња која се викаше Матрона. Она била српкиња, ама дојдена во Беровскиот манастир и 20 години била во нашиот манастир. Она беше таму у еден манастир и кога разбрала дека има ученик од Берово, дојде во Призрен да ме види и ми рече следните зборови: кога си идеш за Берово и мене да ме одведеш, бидејќи се там замонашена и искам коски да остаа во Берово. И стварно дојде за Берово, одседна неколку време, но бидејќи имаше брат неспособен Чоров,
таа се пак врати, значи, во нивното си место да го гледа нејно брат. Таа ми рече вака, бидејќи 6 месеци без служба, ме нудеше да иде учител, но јас у тоа време не исках, бидејќи сам обеќан да бида свештеник. 2 пати одех во иницијативниот одбор во Скопје, кој постоеше тогај, а бидејќи владика немаме, јас се замолив да биде рукоположен, тие ми одговорија дека ќе бидеш рукоположен, ама ќе чекаш ние да ти јавиме. Додех си во Берово, чеках неколку време, откако видех дека не бива работа, повторно бех за Скопје, истото ми го кажаа и изгледа ми дека немаше прилика да биде рукоположен, а оваа монахињата Матрона ми рече, бе, обрни се до Прижинскиот владика, он те многу милуваше, замоли го, ако искаш може да те произведе за свештеник. И јас напишах едно писмо до него, човекот ми одговори, вика, ваш надлежен архиереј Викентије, ќе се обрнете, вика, до него и ќе му кажете дека сте во сиромашно стање, нека дозволи да ме рукоположи Прижинскиот владика. И стварно дадоа одобрење и бег, значи, во Призен за рукоположење. Таа година, кога ме рукоположија, беше многу студено, снег падна, многу голем, така да возо од Кочани до, па речиси, в цела Југославија имаше снег, зауставен беше сообраќај. Од Урошевац до Призен патувах со санка и пешки. Стигнах на одредениот празник, ама не на сабалето, него вечерта. Владиката ми рече, јавих се кај него и ми рече, зашто не сам дошел порано. Па јас му одговорих дека патот е зауставен и сега сам зорлен дошел, и он се малку поустоложи човеко и утриот ден нареди на богословието да нема предавање, него да има служба, на која служба ќе биде аз произведен за ѓакон. И стварно, утриот ден богословието не работеше, сите ученици, сите професори беа присутни на службата, се сврши службата, произведуваме за ѓакон, а он ме молеше да му остане на него ѓакон тамо, а јас не искам, бидејќи во Берово требаше куќата да ни се руши, и да, улицата се ширеше, требаше куќата да ни се руши и да градиме друга куќа. По враќањето, значи, од ѓакон, требаше да биде произведен за свештеник. Овај чин е прелажен, може би да биде и за 24 сати, а може би и години да биеш ѓакон. Пошто не иска да остана за ѓакон, произведуваме за свештеник и па ме молеше да остана каде них, ама јас не исках. Замоли го да ми даде парохија и даде ми парохија измеѓу Бујановац и Гниване. Рече ми така, вика, Гаврило, јас ќе те рукоположа, ама ќе бидеш 4 месеца најмалку во Србија, за да мене да не ме критикуваат српските владици, да не викаа дека на македонците им прават свештеници. И јас му рекол, на вистина да знаете, оти ќе остана, нема да бегам, ќе се отслужа како што рековте, а јас вика ќе ти дам канонски отпуст да ти си идеш за Македонија. И стварно, кога се вратив како свештеник во Скопје, се јавих на иницијативниот одбор и им кажах дека сум јас произведен за свештеник. Они ми честитаа и ме питаше како се снајде, како можеше така да успееш, значи да те произведат за свештеник. Сакаш ли да си дојдеш за Македонија? Викам, како не сакам, јас сум македонец. Викам, само мора, имам обавеза, викам, најмалку баре 4 месеца да бида тамо, на парохија, и после ќе добија канонски отпуст да си дојде тука. И стварно, помина време, владиката ми даде канонски отпуст, дојдех си јас во Берово, ама обеќање да дадам Берово, наши надлежни власти не извршија обеќањето, ми прашчаше да ода за Делчево, а јас не иска да иду у Делчево, имаше свештеник од Струмица тука и видел како служи у манастиро и јавил тамо на тамошниот намесник дека во Берово има млад свештеник сега, прв кој изазна од богословијата,
познава добро службата, да го каниме да дојде за Струмица. Испратија ми писмо и јас отиде, значи, у Струмица. Дадоа ми градо, Босилово и Ново село. Јас бех искрен и ми рекох така, ќе ми дадете таа парохија дека мога јас да си приода за Берово, пошто треба да града нова зграда. Старата ми се руши, мора нова да права. И определија ми Босилово. 4 години бев во Босилово. За тоа време се многу мачев, отистално немаше превоз, патишта не направени, многу пати пешки сам одил и по снег, и вечерно време, и за празникот сам тамо, чим заврша службата, тргна, па ме стемни некаде по джамите, ама фала Богу, значи никаде ништо не ме нападало некој дивеч. Тука работа цела недела, носи камење, носи песок, дојде во петок ден која треба да се оди за селото, јас тргна па пешак, ретко, значи, да сум се возил со превоз. После со точак одев неколку години, бех 4 години во Струмичко, од таму напуштих, дојдев си тука, дадоа ми Владимирово, Робово и Мачево. И Умлена. За кратко време ми даде од имаме владици и штипскиот владика, покојниот дедо Наум, ми даде, значи, за премештај за во градо и некое село. Со дедо Аквил се разделиме, значи, градо и селата после пензијата на покојниот дедо Попилија. Со него живееме подолго време, многу убаво работеме, слагахме се, слушаме се еден друг, службите си гонаме како што требаше. Сега се појави, значи, да градиме црква. Старата црква Света Богородица, горе, беше озидана со кал, обични зидове, и беше распадната. Јас како председател на црковниот одбор го викнах одборниците и им рекол дека црквата пропада, а за да ја поправиме, бидејќи е од материјал нетврд, поубаво е да ја срушиме и на истото место да изградиме нова црква која сега постои. Црквата створихме режиски одбор. На режискиот одбор го поставиме дедо Ахил, а инако се заедно работеме. Откако ставиме црквата од карабина, дедо Ахил замина за странство, останалите работи останаа повечко на мене, внатре да фрешки да ставиме мермер, наоколу тротоар, дворот да го средиме. И у това време имаме ова плевна зграда која е направена за време турско под следните услови. Додили са луѓе, значи, од Перинска Македонија, близо од границата на пазар во Берово. И кој имал роднина, одиле кај роднините. Кој не имал, таа зграда требало да биде направена за тие свет кој нема дека се слони, да не е под ведро небо, ами да е под покрив. Започнена, ама недовршена. За това време беше, дојде наша власт, првата комунистичката, и еден од директорите оваа зградата ја направи плевна. Чуваше си стоката таму. Но след известно време покојниот Илија Терановски ми рече да одиме за Бугарија на прошетка. Отидовме, ама вика до попе, сад ќе идеме да видиш дека е било крестенското востание.
Имаше там едно ресторанче, легнаме в него, гледаме оти опремено. Внатре со старовремски работи с главници, миднерчета, се што е старовремско. Вика, гледаше колко хубаво е. И викам, стварно убаво е. А јас му рекол, директоре, ти знаеш дека ние можеме още побаво да направиме во Берово. Ка? И му рекол, дај, викам, таа зграда што е при Света Богородица, што е била за целта за да се направи, а не е направена сега е пример. Дај да направиме една старовремска малешеска каша, па јас од црквата ќе дам зглавници, чиримје, што треба, значи, такова инвентар тамо да одисане. Долниот спрат ќе го направиме како трпезарија, а горниот ќе го прилагодиме за спање. Кога ви дојдат гости на вас, представници од друго место, може да и одвоите на ручок, на специјален малешески ручок, качамак, зелник, баница, поскори тие колчета в црквата што се месуваа, како малешески специјалитет, а па кога дојдат па на нас, на црквата гости, па и ние там ќе одведеме. И стварно, човекот се заинтересира, дадени материјал, маркирани трупци, биче им и тие трупци, се доброволно, наводиме луѓе, значи, кои ќе избичат без пари, ќе избичат ова с камионите, ќе донесат трупците од озгоре од гората. Сето тоа успеаме и од тие трупци ќе исковаме патоси, врати, вратници, а па бидејќи на мајсторо немаше што да платиме, мораше од материјало да продадеме кубик 2, тогава беше цената 12.000 динашни тогашни пари. И јас на оне човек кој му продал материјал, му терах да ми даде он признаница дека е купил 2 кубика материјал по толку пари, за кога дам отчет, за да знаат луѓето дека са парите ошли. И на тој начин успеаме да направиме зградата. Покојниот Милче Гармански беше мајстор, навистина малку пинуваше, ама па што фанеше па го направеше, значи староремско, убаво. Него го примиме за мајстор, после доброволци од затвора ми дадоа таму, исковаваме, чордуше мета, тие работи, се доброволно. И успеаме да направиме зградата како денеска што изгледа. Откако направиме, значи, црквата Света Богородица, исто време после направиме и црквата Свети Илија. Црквата Свети пророк Илија е изградена 1972 година. Средства за градбата на црквата Свети Илија беа од игуманија, покојната игуманија Евлампија Биковска. Таа имаше тогашни пари, неени си лични, околу 1,5 милиони. Тогашни пари колку се ожгледи, не ми е јасно. Она ми рече по Гавриле, имам толку и толку пари, са тие си лично мои пари, на кој да дам, секој ќе ми се люти. Ќе рече на некој повечко, на некој помалку, што да правя? А јас си дадох еден предлог. Викам, баба Евлампија, за никој да не се люти, викам од тие средства, дај да направиме црквичката Свети Илија поголема, бидејќи там имаше само изложено едно маленко дзидче, а таа рече, може добро да се сети, вика, не е лоша таа работа, ајде ќе дам на монахините, вика, по 100 денара, тогашни 100 денара беше многу, а останалите ќе градиме со неа црквата. И така постапиме, најде. Купиме блокове од комуналното, фанаме мајстор за зидање, мајстор беше Блажо Кекиндата, човекот работеше многу добро, а па бидејќи беше за црквата, па и јако и работеше,
А Амалиња немаше. Амалиња беше моје башча и Чичо Методи Гранчаре Благајнико. Они беше Амалиња и јазе. Пат немаше горе. Износаме со едно муле и со пача која тура од реката, па додека може да оди до там, од дека веќе не може да оди, тубите износаме горе на Ридо на раце. Успеаваме веќе црквичката да направиме до това стање, ама ние повеќе работиме за да не одат многу дневници, да може да се направи малку поголем објект отколку Паришо има. После известно време се снајдех некако, тогајше браната, градеше горе да се запиши браната, запознаеш се со инженерите тамо, техничари, инженери, и замолих, ако искаат да дадат асфалтото која е слободно, да поравниме дворо, и тие навистина, значи, ми дадоа, подравнихме дворо, наприме пат горе да може да се излази, сега веќе може и лимузина да излезе горе. После, па и замолих за црквата Свети Ѓорѓи. Таму е поставила стара црква, имаше само едно маленко диче и едно кладенче. Заинтересирах се јас и тогашниот црковен одбор, викаме дајте да направиме нешто поголемо. Замолих и дадоа ми асфалтото, изриме веќе там подравнихме дворо, ама најдеме темелите на старата црква. И чим дојдеме до нив, прекратиме веќе да не работиме, да копаме подебоко, него викаме да се открие, да видиме од кога дотира оваа црква. В тој момент оде да кажа на црковниот одбор, одборник Чичоване Рабаджиски. Викам, Човане, теква и теква работа, јас викам најдех темелето на старата црква од Свети Ѓорѓи. И обустави, викам, да не рија асфалтото, викам, може, викам, да се рие рачно некој пат, да се види од кога дотира таа црква. Но, за жал, на многу души сам кажувал, но до денеска не презима никакви мерки. Откако е паднала таа црква Свети Ѓорѓи, тога е граден доле, после неколку години е граден доле манастира. Тамо имаше и гробиша нагоре, и лево и десно. И успеаваме да направиме оваа маленка црквичка като едно обележие да се знае црква. Второ, почнаваме доле тремо при гробишата. Заврне дош, свето нема дека се склонат. Имаше стар трем, он беше скоро распаднен и со мое залагање и благодарение тоа ми помогна и местната заедница. Покойниот Лупчешове Кафеджиски, он беше председател. Преку градежното, преку Пелагонија успеавме да заградиме наоколу гробишчата и да направиме тремо. Но во това време имаше намера тогашната власт да се гробишчата преселат. А тамо постоеше црква Свети Тодор, која беше изградена, ама не довршена. И бидејќи че менаше гробишата, јас тремо успеа да го направиме доле во земјата, да има железо, да го направиме од тврд материјал. Викам, ако дойдат да се менат, нека ќе остане црквичката, ќе ставиме на тремо од озгоре стубове, плоча и ќе направиме поново да си постои тамо црквата Свети Тодор. Но, фала Богу, по-касно, значи, успеаме тамо да се изгради нова црква и која се изгради, која е готова. Поред споменените цркви кои изградиме во Берово, за време мое, како паропски свештеник, во село Владимирово изградиме камбанарија. Изградиме црковен трем на гробиштата. Во село Мачево изградиме камбанарија, па трем на гробиштата и канцеларии. Во село Смојмирово изградиме црквичката, обновивме црквичката Свети Мина. Според црквите кои спомнаваме во Берово, имаме слушано следното.
Таа црква горе при Света Богородица, ново изградената, е четврта поред. Пред нея имало 3 градини, кои се разпаднали, а сега е направена, значи, таа новата, она е под четврта. Постои следната легенда. Бидејќи Берово е било населено горе, каде е сега црквата Света Богородица, и при Миловото кафене, таму се вика Нешовските ореси, и јас памна тие ореси, имаше темели, па има още и зидове таму од Старо Берово, некоја жена уочи на Великден избанала си своите деца, припремала и за црква да идат на Великден. И вечерта од ки избанала, децата си легнали, а она, бидејќи имало жешка топла вода, в коритото искала да опере и дрешките. И ја опрала, ама децата заспали, она износи дрешките да изпросте на просторо, на чардако, по старовремски. За това време, кога ја спростирала дрешките, погледот е бил обрнен према сегашната црква дека е Света Богородица. И она видува видение. Соберано многу народ, црква се кара, свештеници појат, значи това е многу бо било. Погледала, малку погледала и оди си дома и вика на мъжеја, бе стани да видиш, вика, заспал да си ти, стани да видиш, вика, какво чудо има вонка. Шо има, жено? Абе, вика, вонка се црква кара тамо и тамо на това и това место. Ајде, вика, какво на теб се е причинило. Не ми се е причинило, вика, аз дълго време, вика, погледав. И се разправя между себе си и додека се разправя, после чукнала камбаната горе, доле по манастире, за црква. И они се облачат, одат на црква и кажува на свещеникова, бе, вика, теква и теква работа, на мене ми се, вика, яви това и това. Вика, свещеник имаше, народ много имаше соберано, вика, служба се караше, а па Попови рекол, вика, слушай, ај мъчи сега да поминем, вика, празниците да поминат Великден, па по Великден, вика, че идеме да копаме, да видиме шо е имале нещо или нема. И стварно поминали празниците и по празнико на Великден ошли да копа и таму нашли на това место икони. И направили маленка црквичка, плетара некоја. По-касно направили по-голема црква со водичка и третата црква е таа што ние слушиме сега. И место неја вече наприме ние таа црква тука, големата сега што ја имаме, значи со спреските новата. Втора легенда за црквата Свети Тодор. Тамо постои следната легенда. Некоја болна жена од Пешчовци била многу болна и рекли да однеса доле при црквата Свети Тодор. И ја однели со кола, бидејќи не могла да оди, толку била тешко болна. Оставала таму да преспи, а тие што се носили и загнали се од црквата за да не прават муабет, за да може да преспи. Ама кога одили по пате од Свети Тодор до сегашната улица, главна што е, чули дека кон тропа како шчеза, пијакер, а не може да видат ништо, значи. И таа жена тамо преспала и откако се разбудила, станала потпуно, значи с конца, ова со скола се однели, а оттамо се враща, значи, пешки. Втор случај сам слушал од Постали свет, турците искали од Пешчево да нападнат Берово. И на 2-3 пати се обидували, ама никој пат да дојат до Берово. Има еден таков случај. Кога се дошли туа преко Паркач, на Цаврен брег, јавува им се човек со скон, со сабја, и тие се уплашва и свети тоа човек, значи, јака светлост, и побегнува. Вториот случај, кога искали да нападнат пана Берово, место да дојат Берово, војниците одат доле по Ратешката река измеѓу Мачево и Владимирово, па не могли, значи, да дојат да оплачка Берово. Таа легенда сам ја, значи, слушал од Постари свет.
може да има и повечко, ама аз толкова знам, толкова ќе ви кажа. Моята љубов према црквата може да се види и од следната слика. Пред домот Соколаната бивша, а сега Партизан, се служива панахида. И мене ми има тамо на слика, малечок на 8 години, како читам апостол. Над мене и свештеник кој ви знал и ме прати како читам. Значи, љубовта се покажува од мали години, значи, према црквата и према Бога. За овој свештеник сам слушал, има една книга, вика се Димитрето. Неговиот татко е бил свештеник во Беро, а син му Димитрето е бил некој здрав човек, многу силно момче, и за време турско тогај не имало школа, не имало кој да учи, да просветва, ами татко му, бидејќи ја знал само да чита црквата, црквословенски и да пее, научил го и него и син му, и он бил како псалт. Ама како младо момче бил многу силен, воденичен камен која кове воденичаро, треба повечко свет да го дигнат. А он бил толку јак, сам е дигал камено. Ама за това време во Радовиш е било околијата. И турскиот кајмакан кој се викал, имало во Берово сунет. И турците имали обичај за сунето да канат гости. И поканили пеливанино од главниот пеливанин на преседник кој што бил у Радовиш. Доводи тука и веќе на определеното место ствара ора, има веќе неколку ора, и пеливани дошли од многу места. Поголеми, поглавни и најглавни. И сега наградата била на некого јагне, на некого овца, на некого теле, а на најглавниот пеливани или е бивол, или е јунец. Ама у това време тапањето тупа, народ се соверено многу, тие маленките пеливани веќе поминал им редо, кој си добил награда добил, сега редо е на главниот пеливанин. Он излази на Радовишкиот кмет, излази пеливанино, чука наоколу с рацете там по обичаја како има, ама нема кој да му излезе. Значи без борба ќе однесе наградата. Ама собрали се некои видни беровци, кои се познавали Димитрето, а и турци беровци пак кои се били, вика Димитре, смееш ли да излезеш ти на тој пеливанин? А он рекол, како не смеја, вика, ќе му излезе. И се собира наоколу свет да се преоблече, и едно време ќе почне борбата, ама тоа пеливанино, што е бил радовишанецо, може да се патат, да се борат, он со раката го удара, значи вака да го закономуши по врато, да го унеспесови. И Димитрето осетил како е работа, како се наутил, го фане, од двора треснува го на земјата и пеливанино пада по несвес. И почнали, значи, да се наврта околу пеливанино, вика бреуте па пеливанино, бреуте па пеливанино. И беровските турци кои се били, рекли му Димитре, макар да си вика каурче, ама си беровче, беге да не те утепаа. И описва тамо, после онка побегна преко Малиновската улица и оди да тера четата на Данило Малашевски горе на Черлија. Не можел да најде, оди по Рибница, имало некој од Панковци тамо, пријател бил на баша му, останува каде них, влюбува се там в неговата шчерка, останува, бил првиот пат даскал, а после станал и поп, па е бил каран по Грција тамо, по затворе на не знам по колку места, значи страдал е многу човеко и за ние пат па имал некои затвори, ама имал многу и присталици кои го подржавали. Па таа е интересна оти тој е беровец, а за него слабо се знае. Пиша, а други писатели, а наше, никој ништо не пиша за него. Откако завршивме со овие работи,
реших да се одам вече малку на домашна работа. И 1973 година дојдех во Абланца, меѓу првите абланичари или основачи на населбата Абланца спадам и јас. Направивме една маленка викендичка, во која, ето вече тука, скоро 29 години, 30, во неја си живееме. Тука си чуваме стока, имаме 5-16 овци, имаме некоја козичка да се занимаваме со нешто. Работа важно имаме многу, земеделска работа многу работиме. Гостје стално ни доваѓа, нема ден да не помине човек. Па фала Богу, сади наприја и пате тука и човеците се задоволни, отивече не газот кал, ами одат веќе по асфалтиран пат. Требаше още малку да го продолжат, ама па дај Боже здраве, може би се напреде, па тоа да го направат. Сега во Абланца, бидејќи од неколку куќи станаа околу 135 објекта. Имаме желба да направиме црквичка тука, да направиме трем и да се собираме, значи годишно еднаш во годината, сите да се направиме заеднички ручок, кој сме крстили трапеза на љубовта. Таа ни е тука 4-та година кога се собираме, само беровци. А кога направиме црквичката, тогава ќе поканиме и останалите, значи, жители со од Кочани, Штип, од Скопје има, од Велес има, да и они, значи, присустваа. Јас, доколку знам, Абланица е била некој пат населена, дали села, дали од градове бил тука дел, не сам разбрал, а на ода темели дека има, објекти, значи дека има, веројатно тука се живеали луѓе. Абланица е била прочувена со смарешеска слива. Тука имало многу сливи насадено, имало неколку фурни за печење на сливи, а сега нема ни една. Населението се занимавало туа повечко со земеделие и сточарство. Откако ние дојдееме, значи, тука, првите, Ѓорѓи Влашки, јас, Гаврил Полески, Перо Чучурски, Ванко Чучурски, Бата Маркос имаше веќе стар објект, Марковски, после дојде од Скопје Сречко Иванов, па Самониковци и Глигор Едровски. После почнаа веќе други да се населуваат тука и сега од еден број што вика стана веќе околу 130 објекти веќе има и стана веќе како една населба. Изнад Берово сам слушал дека е постојал градо Малеш. Некој си арапски патописец Идриси од 12 век посетил Укочанско Мородвис и упишва во историчката, вика, од Мородвис до раскошниот град Малеш патувах ден и половина. А јас имах прилика да професорите Томовски и Кушев замоливаме да одведа горе на градишето. Ние, малешевци или беровци, го викаме ковачилницата. А них кога ја одведох тамо, на това место, викаме до попе, това не е ковачилница, него е това топилница на руда, тука имало рудник. И има згури, кои се познава и може да се, значи, сликаат тие згури, да се види што е. И интересна работа, снег кога падне, прво се тамо топи, на товерите. И у полето си седи и на сите други места, а прво снего се топи горе на градишето.
Тие ми испратија посебна историчка, малку така пообширно, за да знаеме за Берово, дека е било населба, а веројатно од таа населба после е настанало и доле Берово да се повлеко сегашно Берово дека е. Ете и тие згурите таму што се нодат на Кобачиницата што го викаме ние, а они што викаат дека е било топилница на руда. Таа врчва, што ја гледана, е најдена при чучурските колиби. Мојот дед на попадијата таткој, Митко Чучурски, орејќи нивата, еден вол пропада со сногата и он се чуди шо е. И го повикнува неговиот братовчет да донесе копач, да видат шо е таа работа. Методи Чучурски, покојни, и доноси он човек копаче, раскопува која нодат врчва. Ами имало таа поголема врчва, која била пукнена. А пробали да види што има во врчвата, значи не имало ништо, били се празни врчвите, а на това место дека се најдени врчвите, има и големи делове од черамиди. Пронајдено некој пат и кадилничка, нешто, таквија стари работи, ама у тогашно време не са знали да се ценат и не са приберени, така си останали некаде тамо по нивето. Јас ја прибрах таа врчва тука, викам нека се најде, туа да знаат некој кој дојде да види оти и мало населбоца тука живеали свет, па да се интересира и они да пронајдат некои такива работи. Априли една маленка насташница да служи, да си вкараме тракторо, јабаче која има да ставиме тука, дрва да си ставиме и ред други работи. Овај дел ми е направено за казанарница. Тука ми е казане, кога родат сливите, ако има, вариме си, значи, тука ракијата. Првиот пат, кога дојдов тука, има малку кози и в тој дел тука и чувах двете козички. После направиме со сино племна. Таа племна сме ја сами ние, прили мајстор не е чукнал тука уопште ни една карфија, се сами сме изидали и греди, ковали и се. Отка направиме това, направиме тука шупи за инвентаре, што ни треба тука да прибереме на сило. После, като намножиме вече, козите имаме некаде околу 23, ама сега и намалиме. Бидејќи остареме вече, стари сме 72-3 години и намалиме на 7-8. Разделили сме и тука да не се гужва, секој е посебно, надвор и чуваме тука, а веќе на време вкаруваме внатре на топло. Козите са алпинки, а тие другите са памелес, ама са добри. Тука сам направил топла леа за пипер, патлиџан и стварно убаво успева. Само таа година вода беше многу дожавита. Малку брзо се разсипаат, значи патлиџањето, другото беше здраво, пипер тие работи беше здрави. Това ни е чешма. Водата ни од тука извор на 24 метра дебочина, а вода имаме одлична. Вода стои, значи 2 месеца, 3 да стои, нема да се разсипе, значи воопшто ништо. Козите са ми речи првокласни, со педигре и млеко има доволно и това млеко убаво, значи ретко да се осеќа оти од коза. Само многу важна е хигиената. Чистотата е многу важна. Треба на време да се операт цадници, да се измијат садовете убаво,
на козата, да не се дава помија, да не се дава некои такви работи, што е, него да се дава убава храна и тогава млекото значи убаво. Ние млеко си продаваме на комшиите тука, редовно се зима и се многу задоволни од млекото. Сирење правиме козио, прашаме го за Скопје, имаме си редовно муштерија и за козиото сирење, и за овчото сирење, значи имаме си редовно муштерија. Сега останаваше 7-8, ама ќе оставиме 3-4 паколку за нас, онова ресто може да дадеме, значи да и продадеме, да и намалим малце. Струја имаме секаде победено, значи по просториите, горе ние балирано, сеното тука се го балираме. Хигиената кај стоката зачуваме да е здраво, ѓубрето го испрваме далеко да не мерисат, значи тука, и да прегори, па после да го испрвим по нивето. На полето, тому столото кој го ставиме там. Тука масичка ги имаш, точно сме го завршили.